Дали терапиите за модифицирање на болеста треба да е подобра состојбата кај пациент со МС или се сметаат за успешни доколку состојбата на пациентот не се влошува? Американската академија за неврологија ги објави новите насоки за тоа кога треба да се почне да се промени терапијата која модифицира болеста и кои се користат за лекување на пациентите со мултипла склероза. Упатствата потикнуваат поагресивен третман во раната фаза на болеста. Препораките вклучуваат 17 за тоа кога да се започне, 10 за тоа кога да се смени и 3 за тоа кога е разумно да се стави крај на модифицирачката терапија на болеста. Започнувањето со модифицирачка терапија на болеста според упатствата, але е тоа да лекарот треба да ги земе во предвид придобивките и ризиците од овој вид на терапија, дури ако пациентот покажал само минимални симптоми и се уште не го достигнал нивото што би оценило дефинитивната дијагноза на мултипла склероза. Ако пациентот и лекарот решат дека потенцијалните придобивки ги надминуваат ризиците, тогаш треба да се препише овој вид на терапија. Ако болеста на пациентот е многу активна, треба да се користи третман со лекови од втора линија, затоа што покажале подобри резултати при запирање на прогресијата отколку третманот со терапии од прва линија. Постојат уште две многу важни препораки при стартување на Disease Modified Therapy. Една од нив е советување со пациент и дискутирање за понудените третмани по поставувањето на мултипла склероза. Другиот го разгледува начинот на живот на пациентот кога се одлучува за соодветниот третман. Ова вклучува како се спроведува самиот третман, например, таблета, инекција, инфузија, како и неговата ефикасност, негативните ефекти од истата. Префрлувањето на Disease Modified Therapy. Упатствата на Американската академија на неврологија препорачуваат префрлање од еден на друг вид на Disease Modified Therapy кога пациентот користел ваков вид на третман доволно долго за да добие целосен ефект, пациентот имал еден или повеќе релапси на магнетна резонанца, има две или повеќе нови лезии или прегледот покажува дека попреченоста е зголемена за период од 1 година. На пациентот треба јасно да им се каже дека некој од овој вид на терапија има период на миење или wash-up пред да се започне да се дава новиот модифицирачка терапија на болеста и дека овој период постои ризик од релапси или прогресија на болеста. Лекарите треба да ги советуваат своите пациенти за безбедносниот профил на лекот, несаканите реакции при апликација на истинот. Кога треба да се прекине со овој вид на терапија? Препораките за прекин се прилично едноставни. Лекарите треба да ги советуваат пациентите со МС кои што се стабилни. Што значи тоа? Значи без релапси, без прогресија на попреченоста, стабилно при наодите на нуклеарна магнетна резонанца да продолжат со сегашниот тип на терапија. Лекарот може да препорача прекинување на овој вид на терапија кај луѓе со секундарна прогресивна мултипла склероза кои не биле амбулаторни. Значи идеја се скоро 7 или повеќе и кои немаат тековни релапси. Тоа значи немаат лезии со активност на нуклеарна магнетна резонанца најмалку 2 години.